Лице кое е дел од правосудните органи во земјава известно време било цел на истрага на обвинителството, поради сомнеж за перење на пари. На крај, не биле собрани доволно цврсти докази за да продолжи кривичниот прогон против него, но бил најден имот за кој постои сомнеж дека е стекнат незаконски. Овој пример е вистински. Вреден е за одбележување затоа што е првиот случај кој што ќе ја помине процедурата согласно Законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Тоа значи дека лицето од примерот нема да се гони кривично, но обвинителството испратило известување до Управата за финансиска полиција со што е почната постапка која може да заврши со одземање на спорниот имот и без кривична осуда. До овој момент има две такви постапки кои потекнуваат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Наскоро се очекува третата, од ОЈО Скопје. Во овој момент, еден предмет е зрел, кој што би требало да оди по овој закон во финансова полиција заради испитување на целокупните средства на сторителот за кој што немаме доволно докази да влеземе во кривична постапка, а сметаме дека има извори на средства од незаконито потекло кои што ги надминуваат неговите законски извори во вредности кои што ги предвидува законот. Сумите и условите за поведување таква постапка се опишани во членот 9 од Законот за конфискација на имот во граѓанската постапка. Едноставно е. Прво, обвинителството треба да има разумно сомневање дека постои имот чие стекнување не може да се докаже дека од законски извори. И второ, да постои несразмерност меѓу нето вредноста на имотот и расположивите законски пријавени приходи. Кумулативна разлика што надминува 13.000 евра, пресметана годишно во временски период не подолг од 10 години пред стекнување на имотот. Кога овие услови ќе бидат исполнети? Обвинителството испрати известување до Управата за финансиска полиција. Веќе постапуваме по нив, се вршат првите проверки, се собираат податоците од други институции, вршиме анализа и постапуваме по овие две иницијативи, но сме во почетна фаза. Законот за конфискација на имот во граѓанска постапка пропишува дека финансиската полиција има најмногу 60 дена за обични и 90 дена за сложени предмети за да ја спроведе постапката за проверка и финансиска пресметка. Иако имаат само два вакви предмети, од финансиската полиција се со јасен став дека роковите може да бидат проблем. Од оваа дистанца сметаме дека се кратки овие рокови и сметаме дека во иднина треба да претрпат измена, но како институција ние сме спремни да одговориме на секој еден предизвик и да постапуваме по овие иницијативи, а во иднина доколку има можност со некои си нови законски измени, можеме да побараме од страна на владата и од страна на парламентот овие рокови да се изменат. Ако со проверката и пресметката се утврди дека се исполнети условите во членот 9, финансиската полиција испрати известување до обвинителството кое пак го известува државниот правобранител. Тој е овластениот орган кој поднесува тужба пред надлежен суд. За конфискација на имот во граѓанска постапка потребна е правосилна судска пресуда. До државното правобранителство се уште не е стигнато барање за граѓанска конфискација, поради што се воздржа од коментар и мислење за законот. Со цел ефективна примена на Законот за конфискација на имот во граѓанска постапка, останува приоритет внимателно да се следи неговата примена во иднина и соодветно да се воспостави соработка на надлежните институции и да се прилагодат институционалните капацитети за негово спроведување. Но, сите не се согласни дека Законот за конфискација на имот во граѓанската постапка е добро решение. Дарко Аврамовски, од сите за правишно судење е автор на антикорупцијска проверка на законот, публикација која ја издаде Македонскиот центар за меѓународна соработка. Не требаше да биде донесен овој закон, искрено мислам дека треба да биде укинат и треба да се фокусираме на користењето на оние механизми што ги имаме, тоа е Законот за кривичната постапка и Законот за даночните постапки и контролата на имот согласно даночната легислатива. Кога говори за механизми кои земјава веќе ги има, Аврамовски објаснува дека постојат 4 вида конфискација. Конфискација во кривична постапка, кога кривичното дело е докажано и потеклото на имот е утврдено дека е од кривично дело. Проширена конфискација,
кога кривичното дело е докажано, но се запленува и имот кој потекнува пред сторувањето на делото. Необјаснето богатство, кога се конфискува имот на лице кој е несразмерно повисок од пријавените легални приходи. Граѓанска или инрем конфискација, која се поведува против определен имот, а лицата кои располагаат со имотот треба да го докажат законското потекло. Според Аврамовски, Северна Македонија околу 20 години го применува првиот вид, 15 на години на сила и вториот вид конфискација. Третиот вид е делумно усвоен како даночна постапка. Со усвојувањето на законот за конфискација на имот во граѓанската постапка, земјава ги има 4 начини на конфискација. Ретки се земјите што ги имаат усвоено сите 4 вида, вели Аврамовски, и додава: таму каде што ги има, се случуваат во процес на еволуција, односно откако ќе се развие употребата на веќе постојните механизми за конфискација во постојните закони. Конкретно законот за кривичната постапка вели дека во случаите кога не е можно водење на кривична постапка поради правни или фактички пречки, може да се поведе посебната постапка за конфискација на имот. Правни и фактички пречки, секако правните пречки се застареност на кривичното гонење, амнестија, помилување и слично. Меѓутоа, фактичките пречки се токму тоа недостиг на докази кои го врзуваат лицето со кривична одговорност, меѓутоа го врзуваат имотот со кој тоа лице располага со нелегални активности. Во таква ситуација е целосно оставено на дискреција на јавниот обвинител дали ќе ја покрене постапката согласно законот за кривичната постапка или ќе ја покрене постапката согласно законот за граѓанска постапка и фактички ќе го реферира предметот до државното правобранителство. Шефот на Скопското обвинителство мисли спротивно. Нема простор за дискрецијски одлуки. Основа за таквиот став му е различното толкување на законот за кривичната постапка, кој според него не може да се употреби за конфискација кога нема докази за сторено кривично дело. Туку, Значи, не дај Боже, сторителот починал, недостапен е на органите на прогон, или имаме застареност на кривично гонење, евентуално амнестија за сето тоа. Во такви ситуации, постапката за конфискација врз неговиот имот се одвива во кривична постапка, затоа што се тоа правни пречки кои што не ни даваат можност да го осудиме човекот. Оваа постапка за конфискација во граѓанската сфера е поинаква и таа е кога ние немаме се применува единствено кога нема доволно доказен материјал за да определено лице обвиниме дека сторило кривично правни дејствија. па, различната перспектива за прашањето дали законот за граѓанска конфискација е во колизија со други закони води и до различни заклучоци за потенцијалот на новото законско решение. Значи, ова е само уште една дополнителна посебна можност на органите на државата за да повторно ќе кажам да го направат она што го бара од нас Европската Унија, кој што целиме, да го направат криминалот неисплатлив. Тоа ни е основа. Ние имаме до сега луѓе што сме ги пратиле во затвор по неколку години, а не сме им го направиле криминалот неисплатлив. И од затвор се прават уште кривични дела со тоа што сме им го оставиле криминалот. И тоа не носи практично до едно од најголемите ризици од ваквиот закон, а тоа е напуштање на кривичните постапки и кривичната одговорност на сметка на оваа граѓанска конфискација и само одземање на имотната корист. Сторителите на такви дела имаат формална и неформална моќ и дури и да го одземете нивниот имот доколку тие останат на слобода со сите контакти кои ги имаат, нема да постигнете некое долгорочно спречување на организираниот криминал и корупцијата. Кој е во право, ќе покаже праксата, а таа пред се е на плеките на управата за финансиска полиција. Бидејќи не само обвинителството, туку известување до нив имаат право да праќаат и ДКСК, даночните органи, катастарот, царината, ревизија, други органи и институции, па и секој граѓанин. Во моментов одобрена е новата систематизација во која што се предвидени 2 специјализирани оделенија и еден сектор кои што конкретно ќе постапуваат по овие иницијативи. Во иднина сега не знаеме колку број иницијативи би добиле, но доколку бројката биде преголема, со буџетот во 2025 година предвидени се вработување во овие оделенија, ако е потребно ќе го зголемиме и тој број
и ќе се трудиме колку што можеме да одговориме на сите иницијативи, да ги извршиме сите проверки, да ја направиме анализата и да ја спроведеме оваа постапка за конфискација. Па, дали законот е добар или лош, ќе се знае кога неколку предмети ќе ја поминат целата постапка. Како оној, првиот, зимотот на лице од правосудните органи за кое не биле најдени докази за перење на пари, но бил најден имот кој го користи, а не соодветствува со неговите приходи. Јас сметам дека овие постапки треба да финишираат, односно да имаат правосилни судски пресуди, па тогаш врз основа на тоа со кое што би се соочиле во идниот период и во текот на постапувањето, врз основа на тоа да изградиме стратегија за евентуални нови законски измени во делот на овој закон.